ни се отвараат пристапните фондови со Унијата, не само во земјоделието, туку во сите сектори на едно општество. Близу 900 милиони евра на годишно ниво се на располагање и само ќе се чека од нас да се предлагаат проекти и тие финансиски средства да се повлекуваат. Почитувани пријатели, знаете дека не постои ни една земја во Европа која успеала сама да се развие, во која има демократија, во која има почитување на човековите права, во која има добра економија, животен стандард, инвестиции, нови работни места, а да не била членка на Европската унија и на НАТО. Зашто? Затоа што прво треба безбедност. Со влезот во НАТО ние имаме гарантирани граници, дефинитивно меѓународно гарантирани граници. Иде прво безбедност, па оди демократија и економски развој. Едно без друго не бива, а сам ниедна од тие работи не можеш да обезбедиш. Особено мала држава со овака лимитирани човечки и финански ресурси како што е Република Северна Македонија. Најголемиот проблем на сите нас, години и децении наназад, особено на истокот од нашата земја, знаете сите и подобро од мене, е иселувањето на младите луѓе. Не постои ни една држава, ни една во Европа, која успела да ги намали тие негативни трендови на иселување на младите генерации, а да не била членка на Европската унија и на НАТО алијансата. Ниеден не е во можност да ги намали тие трендови, затоа што ако не влезеш на големиот европски пазар на трудот и на капиталот, ти немаш теоретска шанса да ја абсорбираш сета млада снага која доаѓа на пазарот на трудот.